Комплетно нова регулатива со која драстично ќе бидат подобрени правата на граѓаните за заштита на личните податоци е предвидена со новиот закон што во земјите членки на Европската унија ќе стапи во сила на 25 мај. Директорот на Дирекцијата за заштита на лични податоци Горан Трајковски верува дека и Македонија годинава ќе го донесе овој закон. Веруваме дека со законот кој веќе е во Брисел на конечна конфирмација, дека и Македонија во 2018 година ќе има во сила нов закон за заштита на личните податоци, каде што, како што кажав, радикално ќе се сменат правата на граѓаните во позитивен смисол во делот на заштита на нивните лични податоци, имајќи предвид се што се случува во делот на социјалните мрежи, на трансферот на податоците помеѓу државите како во рамките на Европската унија, така и надвор од Европската унија. Трајковски информира дека согласно препораките на Прибе, дирекцијата е највисоко оцената во последниот извештај за 2017 година во делот на исполнувањата на барањата од експертската група на Прибе. Денеска официјално беше затворен проектот поддршка за пристап до правото на заштита на личните податоци во соработка со ЕУ и финансиран од ИПА фондовите кој траеше 2 години. Одговорната за овој проект, Десислава Тошкова Николова, вели дека целта на овој проект е да се подобрат стандардите на Македонија во согласност со стандардите на Европската унија. Проектот е поделен во 3 компоненти: спроведување на стратегијата за заштита на личните податоци, после зајакнување на капацитетите за понатамошна имплементација и подобрување на соработката со контролорите и имплементација на ISO стандардизацијата за информатички системи за сигурност. До дирекцијата секоја година се зголемуваат представките и пријавите од страна на граѓаните за малверзации со нивните податоци. Само за споредба, во 2016 година биле поднесени вкупно 359 представки, додека само во ноември минатата година до дирекцијата биле поднесени 334 представки, од кои 96 биле за злоупотреба на личните податоци на Facebook и 28 на Instagram. Најчестите злоупотреби се прават на социјалните мрежи, а јавната свест за тоа бавно се менува. На Facebook постојано се креираат нови профили, а особено доминираат деца од тинејџерските години, но и од други лица кои прв пат креираат профил на социјалните мрежи.